во студиото разговарам со мојот гостин Дарко Костовски, градоначалник на општина Бутел. Добар ден и добре дојдовте. Добро ве најдов и благодарам за покана. Како што слушнавме и претходно, рокот за легализација на бесправно изградените објекти е продолжен до март 2031 година. Колку оваа одлука ќе помогне на граѓаните на општина Бутел да го решат статусот на своите објекти? Па ќе помогне на граѓаните на општинската администрација, особено на оние граѓани кои што согласно рокот имаат доставено документација, согласно рокот од законот за легализација, поточно до 2018 година, оние кои што имаат доставена елаборат и дополнителна документација, а не им е решен се уште предметот, немаме многу такви, имаат секако можност да се решат овие проблеми и нивниот предмет за легализација, но она што исто така важно што го кажав на почетокот е дека и добри за општините се даде уште малку време за да можат да се обслужат сите граѓани кои што имаат таква потреба. И кога сакаме да објасниме каква е состојбата, секогаш сакаме нели да говориме и во бројки, колку барања за легализација се поднесени во општина Бутел и колку од нив уште не се решени, колку се останати за решавање? Вкупно по тоа што можев да видам поврзано со бројки, а поврзано со ова прашање кое што го очекував согласно темата, општина Бутел добила околу 8500 барања за легализација, генерално како бројка, околу 6000 се решени, позитивно или негативно, но секако имаат свое решение. Тоа што реално е останато, а според тимот кој што го имаме во општина Бутел кој што работи на оваа проблематика, се некаде околу 500 предмети кои што се реално решливи. За време на претходниот мандат мој навистина направивме на динамика, ќе илустрирам пример. Мандатот 2017-2021 кога имаше друг градоначалник се сработени само околу 30 предмети, а со тоа што за време на мандатот кога јас првпат станав градоначалник 2021-2025 година се сработени 150 предмети, што значи некаде со однос 5:1. Што е важно да се напомене? Оние предмети кои што биле лесно решливи, поточно кои што поминувале законски, директно, лесно, целосната документација што е потребна, што била доставена, и брзо се решавале брзо, да. Оние кои што останале малце покомплицирани, попроблематични, дискутабилни, затоа што законот не е баш до крај јасен во одредени мери каква градба треба да биде и слично, се останати и затоа иде малце поспоро, но она што сум сигурен дека е до крајот на овој мандат, сигурен сум дека сите предмети кои што се останати ќе бидат решени без разлика дали ќе бидат позитивно или негативно, секако дека ќе имаат свое решение. Всушност ми одговоривте на моето следно прашање дали општината има капацитет да ги обработи сите предмети во наредниот период. Доволен е периодот. Вие ми одговоривте и претходно дека можеби за пократко ќе го решите проблемот и предметите останати. Да, сигурен сум дека до крајот на мандатот ќе се реши бидејќи се доекипиравме, не знаејќи дека ќе продолжи овој рок. Ние уште некаде при крајот на мојот прв мандат, при крајот на минатата година, се доекипиравме за да завршиме што поголем број на предмети, знаејќи дека рокот завршува. Така, да. И така да ова многу добро ни дојде како општинска администрација, за да можеме да ги обслужиме буквално сите граѓани, затоа што навистина е формиран квалитетен тим кој што работи на проблематиката легализација. Рековте дека останати се во поголем дел предмети кои што всушност биле нерешливи и имале проблем околу решавањето на статусот. Па можете ли да ми кажете со какви проблеми најчесто се соочуваат граѓаните во постапката за легализација? Дали станува збор за недостиг на документација, имотно правни односи или урбанистички планови? Во суштина најголемиот проблем е кога не е доставен елаборат согласно временската рамка која што ја предвидува законот. Најчести проблеми се имотно-правните проблеми, помеѓу сопствениците нерешени имотно-правни состојби. Дури многу од нив се завршени и на суд и така натаму, навистина тоа е можеби најголем проблем и секако доколку нема нешто од основната документација која што го предвидува законот. Но би рекол имотно-правните проблеми се оние проблеми кои што се во најголем дел кај оние предмети кај што не гледаме решливост за жал. Значи, во секој случај не е проблемот секогаш само во општината, туку и во граѓаните. Па добро, не би кажал во граѓаните, тоа е премногу грубо, но ете чисто општо добро да се извлече еден заклучок од ова ваше прашање.
многу често знае да не е проблемот во општината, а во свеста на граѓаните да биде дека е проблемот во општината. Доволно е само некој лице да им посочи во општината е проблемот и толку да го врзат тоа во крпче и да мислат дека е така, но затоа сме ние тука, за некојаш да објасниме дополнително и така натаму. Па и на крајот од денот не се граѓаните толку многу должни да ги знаат сите законски процедури, затоа сме ние избрани и треба да им објаснуваме каде точно лежи проблемот. Кога го поставуваме прашањето што значи овој закон за легализација за општините, практично некако се наметнува и прашањето како легализацијата на голем број објекти влие врз урбанистичкото планирање и развојот на општината. Се соочувате ли со проблеми? Па секако генерално сега би зборувал за законот, секако негативно влие, бидејќи се што не е градено по план, не може да влие позитивно за, би рекол, за квалитетот на живот на граѓаните во одредено населено место. Има такви моменти во Бутел, не се нешто драстично проблематични, но секако дека одговорот е негативно влие и во таа смисла треба борбата со дивите објекти, поточно забележувањето, додека тие почнуваат да се градат, да биде на едно многу повисоко ниво и градоначалниците да имаат малце подсвр став по однос на тоа прашање, затоа што секој нов закон за легализација наштетува на квалитетот на живот на граѓаните, бидејќи диви објекти се диви објекти, не се согласно урбанистички плани, секако дека не може да бидат да донесат позитивно нешто. И всушност веднаш се наметнува и во наводници, ќе кажам, обврската на општината по легализацијата во одредени населби, општината да планира и дополнителни инфраструктурни инвестиции, улици, канализации, водовод, сето тоа што е потребно за да може нормално да се функционира и да им се овозможи услови на жителите. Де факто се добиваат нови населби диво градби од минатото, кои што биле и легализирани голем дел од нив. И секако, на крајот товарот ќе остане на општината за да им обезбеди основни услови на овие жители, бидејќи тоа е факт, објектите постојат, граѓаните живеат во нив и мора да се соочуваме со тоа. Овој закон за легализација важи за оние градби кои што се рековти изградени до 2018 година имаат поднесено барање за легализација, но не важи за оние објекти кои што се сега во поново време изградени. И сакам да ве прашам како општината се справува со новите бесправно изградени објекти, дали имате засилени контроли на терен за да се спречи повторно појавување на ваков проблем? И како ги решавате овие случаи? Одговорно ќе го одговорам ова прашање и секако стојам позади тоа, иако можеби ќе звучи малце неверојатно. Откако сум градоначалник, диво градба на територија на општина Бутел нема и тие што се обидоа беа навистина брзо санкционирани, поточно ако имаше потреба се срушат беа срушени, доколку немаше потреба се срушат, доколку беше на самиот старт беа прекинати. Така да контролата е клучна за справување со овој проблем. Имам посебен тим на луѓе кои што работат кои што набљудуваат на терен дали нешто се гради или не, па доколку тие забележат нешто, тогаш градежниот инспектор излегува на терен. Значи буквално цела територија на општина Бутел е покриена со 24 часовен надзор, се со цел за да не може да се гради на диво. Обиди имаше многу во минатото, неколку од тие санкционирани обиди ги објавив јавно на моите социјални мрежи, чисто за да не е тоа за демонстрирање сила, туку за да се даде една порека до сите граѓани дека веќе треба на вистина да поставуваме ред во државата, а како ако не почнеме од основната работа, тоа е секој објект да се има своја законска основа. Да, кога споменавте порака кон граѓаните, она што е најважно во однос на законот за легализација, да бидат граѓаните доволно информирани и да знаат кои постапки треба да ги следат, како да се обратат и зашто да се обратат на општината, некако за да секако да ги добијат своите правни действија кои што им се потребни. Па од тука и се наметнува прашањето дали како општина ќе спроведете информативна кампања за граѓаните за да знаат како и до кога може да ја завршат постапката за легализација? Добро е прашањево. Веќе почнавме на некој начин со тоа. Новиот тим кој што го споменав, кој што е формиран за што поскоро се завршат останатите предмети, веќе лично ги контактираат сите оние лица каде што треба да дополнат одредена документација за нивниот предмет
и навистина тоа оди добро. Дури планираме сега во скоро време да направиме еден отворен ден каде што лично ќе можат да дојдат да се консултираат, така да спремна е цела кампања поврзана со оваа проблематика, затоа што верувате дека и нас како градоначалници навистина ни тежи и сакаме час поскоро да решиме. Од сето ова што ми го одговоривте досега, мојот заклучок е дека вие сте сигурни и очекувате до 2031 година во општина Бутел конечно да се затвори процесот на легализација на бесправни изградени објекти. Јас сум убеден дека до крајот на мојот мандат сите предмети ќе имаат свое решение поврзани со легализацијата и ете тоа може да го дадам и како ветување. Дали во последните години имате чувство или од она што го следите како прв човек на општината дека општина Бутел се зголемува, односно се проширува? Не мора да станува збор за конкретно стамбени објекти во вид на згради, туку проширување во однос на искористување на она неизградено земјиште, па да се градат стамбени објекти, односно куќи за индивидуално домување. Дали се проширувате, а тука и потребата нели за нови инфраструктурни проекти кои што нели ќе го подобрат начинот на живот. Апсолутно, да. И условите. Гледам секое проширување во градежна смисла за нови стамбени објекти да биде максимално контролирано и правено со план, бидејќи пред се барањето на граѓаните на општина Бутел е Бутел да го задржи оној мирен малски живот, малски начин на живот. Особено сум против изградба на згради, за да не се случи нешто што ни се случува во една соседна општина, за да се задржи практично квалитетот на живот. Секако да, општина Бутел навистина кога првпат ја превземав оваа функција, кога ми ја дадоа довербата граѓаните, тоа што беше евидентно е дека навистина фалат основни работи. Едно е да ги гледате работите од страна, а сосема друго е кога ќе бидете дел од нешто, тогаш го доживувате едноставно многу, кога живеете таму, многу поинаку. согледувате сите недостатоци. Кога ги гледате бројките, кога гледате со какви проблеми се соочуваат, например, родителите кои што ги носат своите деца во градинките, кога гледате за колку деца нема простор и така натаму, тоа се податоци кои што можеби биле криени во минатото, но кога станав градоначалник, ги забележав и во таа смисла еве ќе напоменам дека во наредниве 3 месеци отвараме 2 нови градинки, изградени буквално од темел. Едната е во Бутел 1, едната е во Бутел 2. Доградуваме едно училиште во Радишани, основното училиште Ацо Шопов. Завршена е целосна тендерска постапка за нова поликлиника на територија на општина Бутел. Многу наскоро ќе удриме камен темел, ни градиме нов затворен базен. Уличната инфраструктура мислам дека доживува ренесанса како никогаш до сега. Се што е спорт, спортски комплекси и се што е поврзано на тема спорт, мислам дека сме вистински државен пример. Би рекол за тоа што се случува на територија. Сме разговарали на таа тема, да. Така да генерално мислам дека ги придвиживме работите до една вистинска точка да чувствуваат граѓаните дека општина Бутел конечно добива свој развој. Би додал тука дека и ги изголемивме и очекувањата и тоа е природно во целата ситуација, дека кога гледаат дека граѓаните кога го забележуваат дека се гради, тогаш им се раѓаат и многу поголеми потреби, но тоа е добро, би рекол. Тоа е добро. Така се оди напред. Да, па веројатно само така се оди напред. Да. Морам да споменам дека покрај урбаните населби, општината има и населени места со порурални карактеристики, што значи и различни потреби нели за граѓаните кои што живеат во тие рурални средини и секако треба подеднакво да се посветите и на урбаните и на руралните средини како локална самоуправа. Кога говориме за потребите би спомнала и земјоделска поддршка до локална инфраструктура, нели? Што работите во таа насока? Добро прашање ова, бидејќи во општина Бутел имаме 2 рурални места, тоа се селата Љуботен и Љубанци. Љубанци, да. Може би ќе звучи неверојатно, но тие 2 места нема основна работа, нема градски водовод, нема вода за пиење преку текот на летото и онаа вода која што ја користеа од природни извори, знаеше да секне и знаеа во тек на цел летен период да немаат вода овие 2 населени места. Благодарејќи на владата пред се, би рекол на премиерот Христијан Ницкоски, беа обезбедени пари и сега градиме, во моментов се гради и тоа во една добра динамика, водовод за овие 2 населени места.
многу луѓе знаат да искоментираат добро, не се фали со тоа и така натаму. Да, но факт е дека после многу време, после повеќе децении сега се прави и навистина е одлична информација затоа што со многу граѓани кои што се токму од тој дел, кога сум разговарала, тоа беше првиот проблем кој што го кажува. Основна работа за живот е тоа, да. А паралелно секако дека вложувам и во патната инфраструктура во овие две населени места и мислам дека за многу скоро нема да остане ниту една неасфалтирана улица во овие две села. Така да се вложува во овие рурални места како никогаш досега, тоа одговорно го тврдам. Општина Бутел е важна врска кон северниот дел на главниот град, па често се отвараат и прашања, нели, за подобрување на улиците, пристапноста, јавниот превоз, сообраќајната инфраструктура. Споменавте нешто од тоа, но би сакала малку подетално да објасниме, затоа што граѓаните кои што живеат во општина Бутела патуваат до главниот град заради работни или било какви други обврски, многу им е важен квалитетот на таа поврзаност. Одлично прашање. За многу скоро почнуваме една сериозна офанзива поврзана со патната инфраструктура. Ќе реконструираме над 50 клучни сообраќајници на територија на општина Бутел. Но она што е многу важно како информација, би го споделила, тоа е соработката на општина Бутел со градот Скопје, поточно со градоначалникот Орце Георгиевски. Без таа соработка не можете и да ги реализирате сите планирани особено главните улици кои што се на градот Скопје. За многу скоро почнуваме со целосна реконструкција на оној дел каде што не успеавме го завршиме на улица Бутелска и реконструкција на улица Радишанска од незиниот почеток па се до третиот влез во Радишани. Целосно ќе се реконструираат овие улици, ќе има нова атмосферска и фекална канализација. Буквално темелна една целосна реконструкција каква што доликува во овој дел на општина Бутел. И исто така во оваа прилика би го споменал и новиот кружен тек кој што ќе биде изграден кај поранешна Прокредит банка, така го знаат сите граѓани на општина Бутел местото. Тоа е на средината на населбата Бутел 1, еден нов кружен тек кој што навистина ќе го разубави општина Бутел. Тоа ќе биде втор кружен тек во општината, а во блиски дни се надевам дека ќе изградиме и трет кружен тек, а тоа е на влезот во населба Радишани, па со тоа мислам дека целосно ќе се промени ликот на општина Бутел. И пред се кога говориме за проекти, нивна реализација, подобрување на условите, во фокусот пред се ни се граѓаните, практично ги задоволуваме нивните потреби за живење во општината. Дали сте доволно отворени и транспарентни кон граѓаните за тоа што го работите, ама и да слушнете кои се нивните реални потреби, па сето тоа да го примените и на терен? Однос на транспарентност, по оние агенции кои што официјално ја мераат транспарентноста, од кога станав градоначалник бевме некаде на дното, сега сме секогаш во топ 5, би рекол, позиции на ниво на Република Македонија. Лично како човек се трудам максимално да сум транспарентен и секој еден граѓанин кој што има реална потреба или било каква потреба да може да најде начин да стигне директно до мене, дали тоа ќе го направи преку социјалните мрежи, дали лично тоа ќе го направи бидејќи буквално 24 часа функционирам, циркулирам, живеам во Бутел, имаат прилика сите граѓани да се сретнат со мене во буквално, не знам, многу често пешачам, знам да излезам навечер да испешачам, така да сум максимално достапен за граѓаните, а општината како институција е секако отворена и секој оној кој што ќе побара одредено кој што ќе постави одредено прашање и ќе побара одреден одговор, на било кој начин тоа успеваме да го задоволиме како потреба на граѓаните. Зборувавме за многу проекти, реализирани, планирани, нешто што е во тек и во догледно време ќе се реализира, но што вам како прв човек на општина Бутел, вие како некој горлив проблем кој што сакате во блиска иднина да го решите, а можеби се сочувате со одредени потешкоти? Па тоа беше поликлиника, еве почнуваме да градиме, фала му на Господ, градинките, еве, се во завршна фаза и споменал уште една работа која што повеќе би ја споменал како предизвик отколку голем горлив проблем, за која што имаме целосно завршена проектна документација, очекуваме некаде до почеток на летото и да обезбедиме средства за истата, а тоа е културен дом и плоштад на територија на општина Бутел, веднаш до велелепната, би рекол, една од најбавите цркви во Македонија, Свети Јован.
поштат, културен дом и голем парк, некаде на над 15.000 метри квадратни, нешто што би рекол директно ќе го промени ликот на општина Бутел и секако ќе смести општината во една од најубавите општини на ниво на Македонија. Еве, да бидеме трпеливи, ќе забележите зашто станува збор. Би сакала разговоров да го заокружиме со темата со која што и го започнавме, законот за легализација, која всушност ќе биде вашата порака до граѓаните, односно жителите на општина Бутел, кои се уште не завршиле постапката за легализација. Сигурен сум дека сите кои што имаат решливи предмети се исконтактирани во овој момент. Само би ги замолил да постапат по однос на тоа што моите колеги им имаат кажано дека треба да достават. И со тоа ги надминуваме сите проблеми за да они имаат вистинско решение за нивниот програм. Ви благодарам многу за гостувањето. Најавивме многу убави проекти кои што ќе бидат одлична можност да им се подобри квалитетот на животот на граѓаните кои што живеат во општина Бутел. Ќе следиме состојбата, но и вашата работа и во догледно време повторно ќе информираме до каде сте со реализацијата. Ќе ми биде драго и чест и навистина златниот период на општина Бутел е пред нас. Ви благодарам за можноста денеска да бидам ваш гост. Ми беше задоволство. Истина.